Во новите дигивести, крај на Skype некогашниот гигант згаснува во мај. Facebook воведува ограничување лайв видеата ќе се бришат по 30 дена. Google воведува виджети за Gemini на iPhone и iPad, побрз пристап до AI асистентот. Apple Intelligence пристигнува на Vision Pro, иднината на паметната технологија. Sony ја носи иднината на геймингот, PlayStation ќе има и мириси. А Minecraft доаѓа на големото платно. Ќе ви презентираме се што треба да знаете за престојниот филм. И уште многу повеќе. Гледајте ме до самиот крај. Време за уште едно ново издание на единствената емисија за дигитални вести во Македонија, Digi Plus. Ве поздравувам и оваа недела од нашето виртуелно студио и ви гарантирам дека имаме содржини кои ќе ве задржат на екраните до самиот крај. Почнуваме со веста за Skype, една од најпознатите апликации за видеоповици заминува во историјата. Microsoft најави дека Skype ќе престане со работа од мај оваа година. Microsoft одлучи да згасне популарната апликација Skype, која некогаш беше незамислива за онлайн комуникација. Компанијата потврди дека услугата ќе престане да работи од мај, а корисниците ќе можат да ги користат своите податоци за најава на Microsoft Teams. Оваа одлука доаѓа 14 години откако Microsoft ја купи платформата за 8,5 милиарди долари. Иако Skype беше лидер во интернет повиците во средината на 2000-тите, неговата популарност избледа со појавата на конкуренти како Zoom, Google Meet и WhatsApp. Апликацијата беше лансирана во 2003 година во Естонија и брзо стекна светска популарност, нудејќи бесплатни разговори кога меѓународните повици беа скапи. Првично eBay ја купи во 2005 година за 2,6 милиарди долари, но ја продаде делумно во 2009 година. Во текот на годините Microsoft интегрираше дел од незините функции во своите производи, но фокусот премина на Teams, кој стана главен комуникацијски алат за деловни корисници. И покрај краткиот подем за време на пандемијата, Skype не успеа да се избори со модерните конкуренти. Со неговото гасење завршува една ера на дигиталната комуникација. Кога сме ке новитетите во дигиталниот свет, голема промена за корисниците на Facebook. Почнувајќи од февруари оваа година, сите лайв видеа се чуваат само 30 дена, пошто ќе бидат автоматски избришани. Доколку сакате да ги зачувате вашите стари видеа, сега е вистинско време да си преземете копија. Од 19 февруари оваа година, сите преноси во живо на Facebook се зачувуваат на вашата страница или профил само 30 дена по објавувањето. За тоа време корисниците можат да споделат снимки како Reels, да ги бришат или да ги превземаат. По истекот на 30 дена, видеата автоматски ќе се избришат од вашата страница и од серверите на Мета. Facebook ги извести корисниците преку порака и известување на платформата на нивната сметка. Доколку некое видео е веќе постаро од 30 дена, во моментот на известувањето исто така ќе биде избришано. Откако ќе добиете известување, имате 90 дена за да ги преземете или да ги зачувате вашите стари видеа. Ако ви треба повеќе време, ќе можете да го одложите бришењето, но за дополнителни 6 месеци, само еднаш. По истекот на овие 6 месеци, сите стари преноси во живо ќе бидат трајно избришани. Важно е да се напомене дека оваа политика не важи за мемориализираните профили.
Содржината од таквите профили ќе остане достапна за публиката. Корисниците имаат неколку начини за дочување на своите лайв видеа. Превземање на сите преноси во едно зипувано досие, преземање на одредени видеа во Activity Log на страницата или профилот и превземање на поединечни видеа директно од профилот или страницата на Meta Business Suite. За да преземете видео, мора да имате целосна контрола врз Facebook профилот или да бидете оригиналниот автор на преносот. Од новитетите во вештачката интелигенција, Google ја засилува битката за AI асистенти. Gemini сега добива брзи виджети за iPhone и iPad, овозможувајќи полесен пристап директно од заклучениот екран. Дали ова ќе биде голем чекор во надпреварот со Siri, останува да причекаме. Корисниците на iPhone и iPad добиваат нов начин за интеракција со вештачка интелигенција. Google ја ажурираше својата апликација Gemini, носејќи нови виджети што овозможуваат побрз пристап до AI асистентот директно од заклучениот екран. Новите опции вклучуваат Tape Prompt за брзо поставување прашања, Talk Live за разговор со Gemini, како и Open Mic за поставување подсетници и аларми. Покрај тоа, Use Camera и Share Image нудат можност за фотографирање и анализа на слики, а Share File може да обработува директно документи за подобро објаснување. Ова не е случајно. Google веќе започна со рекламирање на Gemini во технолошките подкасти. Токму за публиката што ги следи новитетите на Apple, додека Siri се уште чека својата напредна верзија, Google прави се за да ги привлече корисниците на својата страна. Дали ова ќе биде пресвртница во битката на AI асистентите? Останува да видиме. Додека Google ја интегрира трката за вештачка општа интелигенција, коосновачот на компанијата Сергей Брин ги повика вработените да поминуваат повеќе време во канцеларија и да работат најмалку 12 часа на ден или 60 часа неделно, пишува The New York Times. Во интересен меморандум, Брин им се обратил на вработените кои работат на Gemini, водечката линија на модели на вештачка интелигенција на Google, велејќи дека компанијата ги има сите шанси да стане лидер во создавањето AGI систем кој одговара или ја надминува човечката интелигенција, но само доколку тимот ги зголеми своите перформанси. Повикот на Брин за целосно враќање во канцелариите е дел од поширокиот тренд во технолошката индустрија, каде што многу компании ги отстрануваат флексибилните работни распореди во корист на целосно присуство во канцеларијата. Во септември, Amazon објави дека од корпоративните вработени ќе се барат да работат во канцеларија 5 дена во неделата, почнувајќи од 2025 година. Ги сакаме новитетите, но што кога ти е целосно, ќе го сменат начинот на користење на технологијата. Apple Intelligence пристигнува на Vision Pro во април. Што ќе значи ова за корисниците? Ги имаме деталите. Apple продолжува со иновациите. Технолошкиот гигант најави дека нивниот нов систем за вештачка интелигенција Apple Intelligence ќе стане достапен на Vision Pro во април оваа година. Со оваа надградба, Apple носи напредни AI функции кои ќе го променат начинот на интеракција со уредите. Еден од најинтересните новитети е Writing Tools, алатка што возможува проверка, преработка и симулирање на текст, но и креативно генерирање содржина. Тука е и Image Playground, што ќе им овозможи на корисниците да создаваат уникатни визуелни содржини, а за љубителите на емотикони доаѓа Genmoji, кој овозможува создавање персонализирани емотикони за секој разговор. Оваа надградба првично ќе биде достапна во бета верзија и ќе поддржува американски англиски, а наскоро ќе бидат достапни и нови јазици. Покрај Apple Intelligence, Vision OS 2.4 носи и нов режим за гости, како и подобрување за просторната содржина. Apple продолжува да ја обликува иднината на технологијата, но останува да видиме како корисниците ќе ги прифатат овие промени. Продолжуваме со уште една иновација. Sony ја носи иднината на геймингот на сосема ново ниво. На CES 2025 го представи Future Impressive Entertainment Concept, кој додава мириси на PlayStation игрите. Замислете да го почувствувате мирисот на зомби во The Last of Us. Целосно искуство. На CES 2025 Sony го представи својот иновативен Future Immersive Entertainment Concept, кој ќе го подигне геймингот на сосема ново ниво со воведување на мириси во виртуелните светови. Овој напреден систем не само што користи високо разделени екрани и импресивен 3D звук, туку додава и сетилни ефекти кои ќе им овозможат на играчите да ги мирисаат околностите во играта. Замислете да ја почувствувате влажноста и мувлосаниот мирис на заразените области, на пример во The Last of Us. Чадот
звукот по експлозија во Call of Duty или аромата на природата во Horizon Forbidden West. Sony ветува до сега невидена имерзија која ќе ги вклучи сите сетива. Системот работи преку мали уреди кои ослободуваат различни ароми во согласност со случувањата на екранот. Според извори, технологијата користи напредна комбинација на мирисни молекули за да создаде автентично искуство. Оваа иновација чекор кон иднината на геймингот, каде што играчите нема само да гледаат и слушаат, туку да ја почувствуваат атмосферата на виртуелните светови. Дали ова е следната голема револуција во индустријата, останува да видиме како ќе ја прифатат геймерите. The limits? There aren't any. Not in time, not in space, not here. We're free. Free as anything. Free to dream and create. Colors you can almost touch. Lights that dance in the dark. Sounds you can feel in your bones. It's like magic. Real magic. It gets under your skin, stirs something deep inside, and just like that, new stories start to spill out. Those stories, that fire inside us, it's catching. It's gonna leap, bound over the tangible, the digital, into realms untrodden, unimagined, beyond the edges of our little worlds, and into places no one's dreamed of yet. We're linking arms with every story out there, making them deeper, richer, something you can feel. They call it Kondo, that feeling. It's that drum in your chest. Because these dreams, they're not just ours. We're passing them on, handing them down toward a future that thrums with heart. Време е за Innovation Mix со најинтересните видеа на социјалните мрежи. Од соработката со тимот на сајтот DigiTV.mk и оваа недела пред рекламите ви ги пуштаме риловите со иновации кои го задржа нашето, а веруваме и вашето внимание. This is our Yoga Solar PC concept. This is the current working name. As you can see here, we have 84 solar cells built into the back panel. We're able to take ambient light, direct sunlight, anything that's above 0.3 watts, and absorb that and turn that into power for the laptop. So using this back contact cell technology, we're able to make it a little bit more efficient in terms of absorption. Right now, the kind of metric that we're saying is 20 minutes of direct sunlight is going to be the equivalent of an hour of local video playback. You'll see here, we have like a little visual aid here, and it's kind of showing kind of wave pattern there of how it's seeing the light and capturing it. So if I take, I'm just going to take this and just completely block out those cells, it should kind of, that graph should fall off like immediately because it's not seeing any lights. But then when I take it away, it should come right back and see the light. Can you reserve our usual Friday dinner spot? Certainly. I can book a reservation at Taboon. Just the two of you? What time? Yes, 7 o'clock. Oh, and text the sitter and add it to our calendar. I need dinner ideas. Sarah's a pescatarian and Jake loves Mexican. I think spicy fish tacos could be great. Sounds good. Let me know when you're ready to cook the fish, and I'll get a timer started. Alexa, I'm not ready to spring forward. Ah, yes, March 9th. I don't do dark mornings. Let's ease you into it with a morning routine. I can gradually brighten the lamp, brew coffee, play some music. Will it help? It's a start. Because she's in position. Sorry. That'll be great. Wow. And then one more of it folding. Sorry? No. Having a phone call. He's calling it girlfriend. Oh, okay. She likes it. Oh, really? Okay, Yeah. good. Good time. They brought back the flipping heads Power Rangers from the Mighty Morphin Power Rangers line. Tommy, Jason, Billy, Playmates is doing the head flipping auto-morphing Power Rangers. All you gotta do is do a little flip in the back, and they kind of go from their outfit when they're superheroes to their teenager faces.
And they're very detailed here too. Now I had the original, so this one's built a little different if you know the original ones, but Playmates here is working on bringing them back. So if you remember these as a kid and you want to introduce it to the new generation, get ready to have these on sale soon. They got the whole gang here. Zach, Trini, Jason, Billy, Tommy, Kimberly. This is an interchangeable lens camera system, and there are 3 parts of this system. Let me show you. The first one is the phone, and the second part is the mount, and the third part is the lens. So we combine these 3 things together to take better quality in telephoto lens. It's a 1-inch sensor. It's an open sensor, so you can connect to the adapter and then the lens. This phone has another 2 lens, wide angle, and the second one is the ultra wide angle. Okay, now let's put it on the mount, and here is a lock ring. I lock this phone tightly and open it. Now we are in 10 times zoom. We can take a picture right now, and you can notice the difference. It's so huge. First, you can notice the clarity of the portrait, and then the blurry effect of the background. So here is a brilliant portrait that stands out. Добредовте назад во Digi Plus. Сите фанови на играта Minecraft со нетрпение ја чекаат премиерата Minecraft The Movie, која што пристигнува во кината април 2025. Носејќи возбудлива авантура со овој блокбастер кој што дефинитивно сите го чекаат, приказната ќе ги следи хероите кои мора да го спасат светот од моќниот Ender Dragon. Филмот ветува неверојатна акција, хумор и омилените елементи од играта. Фановите со нетрпение очекуваат ова епска екранизација. Еве ги деталите. Minecraft trailer, take 2. I am Steve. As a child, I yearned for the mines, but something always got in the way. Go on! Get out of here! But the call of the mines was too strong. So one day, I started digging and digging until I found this. A wonderland where anything you can imagine is possible. As long as what you imagine can be built out of blocks. Atta boy! Where are we? Wait, who are you again? Garrett the Garbage Man Garrison. Gamer of the Year 1989. Whatever. I barely think about it. Welcome to the overworld. Anything you can dream about here, you can make. Now let's have some fun. This place makes no sense. Don't I know it? There are dark forces who want to destroy this world. If we want to stop them, we're gonna need to create something amazing. Let's go to the stash. This is our decision. Nothing we can do. We've got the vision. Now let's have some fun. Yeah, yeah, yeah. What's this junk? An ender pearl. Teleports you to wherever you throw it. Yeah, right. And that was the only one I had. No biggie. We were fated to pretend. Oh yeah, there's one more thing you need to know. Great. Now it's dark. Did that feel quick to anyone else?
Филмската адаптација на популарната видеоигра Minecraft ќе биде прикажана во кината на 4 април 2025 година. Режисерот на филмот е Джаред Хес, познат по Napoleon Dynamite, а во главните улоги се Джейсон Момоа и Джек Блек. Приказната следи 4 ликови кои се транспортирани во облаковитиот свет на Minecraft. Таму со помош на искусниот крафтер Стив, тие мора да се снајдат и да се соочат со закани како пингвини или зомбиња, додека се обидуваат да се вратат дома. Првиот тизер трейлер беше објавен во септември 2024 година, но доби мешани реакции поради CGI ефектите и дизајнот на ликовите. Сепак, вториот трейлер, објавен во ноември 2024 година, беше подобро прифатен и ја зголеми возбудата кај фановите. Снимањето се одвиваше во Окланд, Нов Зеланд, со цел да се долови уникатниот изглед на Minecraft светот. Филмот комбинира живи актери со CGI елементи за да се постигне автентично искуство. Со оглед на популарноста на играта и талентираната актерска екипа се очекува филмот да привлече широка публика и да понуди ново доживување на омилениот блоковиден свет. In the overworld, Wow. anything you can dream about, you can create. So they built all this? Yeah, most of it. Hola. That thing doesn't understand a word you're saying. We're talking. Life here was perfect. Until one day, Flint and Steel, we came across the Nether. A place with no joy or creativity at all. You! What are you making? Oh! If they get their way, this beautiful world and everything in it will wither and die. Biocon Dios. It means goodbye, brother. No, it doesn't. Don't look at her. It does. If we want to save this world, creativity is key to survival. Now what? Elytra wingsuits. Bye-bye. Those things work, right? Absolutely. I got something for you. I love Blue House. Oh my gosh, I'm so sorry. This place makes no sense. Let's do this. They want me to fight the chicken? Chicken jockey. Oh no, not again. Oh my god, are you all right? Your head is huge. Ќе биде возбудливо да се погледне овој филм на големото платно, а ќе биде возбудливо да погледнете и дел од нашите содржини преку нашиот сајт DigiTV.mk или на социјалните мрежи на имате на сите. Но не пропуштете да ги изгледате во целост нашите емисии достапни на нашиот канал на YouTube DigiTV.mk. Гледајте ни следната недела на Телма во 13. Ви посакувам убав остаток од денот. Чао!